Заврши истражната постапка во врска со пожарот во клубот Пулс во Кочани, информираат од основното јавно обвинителство. Опфатени се вкупно 46 осомничени за тешки дела против општа сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Во следниот период течат законските рокови во кои одбраната може да изврши увид во доказите и да предложи своји докази, пошто ќе биде донесена јавно обвинителска одлука. Во истражната постапка постапуваа вкупно 13 обвинители од основните јавни обвинителства во Кочани, Скопје, Штип и Куманово, кои презедоа голем број дејствија со кои обезбедија докази со цел утврдување на фактичката состојба. По наредба на јавните обвинители, полициски службеници и истражители од истражните центри на обвинителството на лице место на трагичниот настан и на повеќе други локации прибраа материјали, докази и документација кои беа предмет на вештачење. Обезбедени се детални обдукциски вештачења за причините за смрт за секој од починатите, како и за видот на карактерот на повредените кај повредените лица. Изготвени се градежно и хемиско вештачење со кои се испитаа околностите во самиот објект, безбедносните стандарди, како и начинот на настанување и ширење на пожарот. Велат од основното јавно обвинителство Кочани. Во однос на определен дел од документацијата за клубот се вршеше и графолошко вештачење. Извршени се распити на околу 400 сведоци оштетени, а испитани се и осомничените. Од бројни електронски уреди, компјутери и мобилни телефони се вршеше извлекување и анализа на податоци, кои се вкрстуваа со останатите информации добиени во текот на истрагата. Во однос на работата и функционирањето на клубот, проверки по насока на јавен обвинител вршеше и управата за финансиска полиција. Доказите кои се прибрани во текот на оваа истражна постапка се однесуваат на постапувањето на полициските службеници. Обвинителскиот тим ќе ги достави до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, каде специјализираното оделение до овој момент спроведува истрага против 14 полициски службеници. Овој дел од истрагата ќе продолжи во следниот период со цел целосно испитување на сите факти и околности. Јавно обвинителската одлука за секој од осомничените поединечно ќе биде донесена врз основа на целокупниот доказен материјал. Дополнително, доколку од анализата на овие или други докази се утврдат елементи на кривично дело и кај други лица, кои до овој момент не се опфатени со истражната постапка, обвинителството ќе постапува согласно своите надлежности.